По илинденските празници, партиите најавија дека ќе почнат активни преговори за обезбедување на мнозинство за формирање влада. Но досега, се уште ситуацијата е статус-кво. Нема никакви нови поместувања на повидок за постизборни коалиции. Тесната разлика меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ-БЕСА остава простор за маратонски преговори, иако делот аналитичарите велат дека според нивните предвидувања, владата ќе биде договорена согласно роковите. Централниот комитет на ВМРО ДПМН му даде подршка на Мицкоски да преговара за состав на новата влада, со која би раководел токму тој. Изминатите 2 недели првиот човек на партијата и порача на јавноста и пред на членовите дека нема намера да се откаже од борбата, дека ќе има чистење во внатрешните редови од луѓе кои не им мислат добро на партијата и се извини за грешките кои поранешните функционери на ВМРО ДПМН ги направиле на народот. Целосно свесен за нивните постапки од минатото и целосно свесен дека токму овие жестоки појаничарени јуричници на власта беа и товар на партијата. Сакам јасно и недвосмислено да истакнам дека јас, како председател на ВМРО ДПМН, му се извинувам на народот за сите грешки и неправди кои овие луѓе ги имаат направено. Тие во ВМРО гледаат личен интерес, а јас во ВМРО ДПМН гледам кауса. Партијата пред 10 дена го смени и својот статут, каде има крупни измени, за кои членството, но и дел од експертската јавност ги оценjuje како промени за додемократизација на партијата. Од СДСМ пак засега за можни коалиции има само молк. Лидерот на партијата Заев, барем официјално, се уште одмара, а очигледно исто важи и за другите партиски функционери, кои немаат одржана пресконференција повеќе од 7 дена, односно од 24 јули, кога последен пат во пресалата на партијата се појави Фатмир Битики. Од СДСМ само преку соопштение порачаа дека тие сигурно ќе биле дел од новата влада. Дуи пак, кои се победници во албанскиот блок, омекнуваат во ставовите за албанец премиер. Вака може да се оценат пораките кои преку косовската телевизија Т7 ги испрати високиот партиски функционер на интегративците Бујар Османи. Тој вели, очекуваат покана од СДСМ за преговори за нова владина мнозинство, но не ја исклучува можности и за можна коалиција со ВМРО ДПМН. За само 10 дена сосем се промени и реториката на Дуи околу уценувањето за албанец премиер. Таквата порака сега станала символична. Една од паролите на кампањата беше «Зошто да не?», така што «Зошто да не?». Се е можно, во случајот со премиерот символиката е поважна отколку практичниот аспект. На овој начин се кршат табуата на нееднаквост во оваа земја. Мислам дека институциите се ослободуваат. Инаку, според процедурите, кон средината на август би требало да завршат преговорите за ново парламентарно мнозинство, пошто подавање на мандат од страна на председателот Пендаровски би почнало тече рокот од 20 дена за формирање на влада.